Драги гледачи, добродојдовте и спортски поздрав од студиото на Ирис телевизија. Фудбалските третолигаши од групата Исток ги одигра над преварите од воредното 20-то кол, а камерата на Ирис телевизија и снимателот Јордан Пехливанов беше на градскиот стадион во Пехчево. Во идеални временски услови на прекрасниот терен се сретна екипите на Китго и на Слогил 934 од Виница. Тренерот на Китго, Трајче Сенев, на овој меч се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богдановски, број 3 Денис Јанковски, број 4 Миле Денковски, кој денеска е во улога на капитен, број 5 Дени Андонов, број 11 Бобан Марич, број 13 Иван Колев, број 16 Бобан Тиквешанац, број 17 Дарко Нацев, број 20 Владко Стојанов, број 21 Томи Становиски и со број 22 Петар Најдов. На клубата за резервни фудбалери се со број 12 Тамер Јамаковски, број 7 Мартин Стојанов, број 9 Андреј Симевски, број 10 Маријан Ташко, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 15 Владимир Дујовски и со број 19 Мартин Димовски. Тренерот на Слогил 934 Столе Ѓоргиев се реши за следниот состав. Со број 12 Бојан Карчов, број 2 Давид Димитров, број 3 Роберто Златков, број 5 Дарко Лексо, број 6 Стојанче Ѓоргиев, кој е воедно и капитен на екипата, број 7 Игор Спасевски, број 9 Бојан Спасевски, број 10 Мартин Малче, број 11 Венко Гаврилов, број 13 Тоше Стојанов и со број 14 Давид Игњатов. На клубата за резервни фудбалери се со број 15 Бојан Трајановски, број 16 Тодор Апостолов и со број 18 Александар Николов. Главен судија на овој надпревар е Драган Јаневски, прв помошник е Петар Михаилов, втор помошник Дејан Стојков, сите тројца откочени. Контролор на мечот е Јорданчо Караколев од Штипа, делегат Кирчо Стоичов од Делчево. Три, четири, Кирко! Играчите на домаќинот Китго се во бели дресови, а гостинските на Слога од Виница во плави дресови. Првиот центар тргнуваат во поход на нови бодови играчите на Китго со почетен удар на Бобан Марич. Првите минути се резервирани за загревање и почетно испитување на силите, пошто веќе ја бележиме и првата посериозна закана кон голот на Слога. Од левата страна Тиквешана супати долга топка кон Марич, која спушти со глава кон подобро поставениот Најдов. Најдов од околу 20 на метри шутира и ја погоди стативата, пошто топката од телото на голманот Карчов отиде во корнер. Штоберот Колев започна акција во која го пронеде Најдов, кој пак избегна се замка на гостите и ја сврте топката кон пеналтикот, на која за малку задоци Марич. Тој влета во мрежата, но топката отиде на спортивната страна. Таму ја прифати Најдов, ја врати топката кон Денковски, кој пак шутираше крај голот.
Беше досуден слободен удар за Кит Го на средината на теренот. Топката дојде до Тиквишанац. Упати идеален центаршут. Марич уште подобро ја смири топката, со финта се ослободи од Малчев и шутираше во мрежата на немоткиот Карчов. Гол за водство на Кит Го од 1:0, а ја бележиме 7-та минута стрелец Бобан Марич. Шtoперот Андонов по долга акција на повеќе домашни играчи ја нафали топката кон Марич, кој пак со лоп удар сакаше да го изненади голманот на Слога, но топката заврши крај голот. Во една најзиот безопасна акција неспретно интервенираше голманот Карчов, исправувајќи топката право во нозите на Најдов, кој пак рутинирано веднаш шутираше во прав за гол за зголемување на водството на Кит Го од 2:0 во 50-та минута. Стрелец Петар Најдов. Нико nije rekao da je Srbin jedin Žeku. Niko nije rekao. Male Maris go dalje. Bile. Нова акција, нов центаршут на Тиквишанац кон Нацев, но пред него Гаврилов ја извади топката во корнер. По корнерот кој го изведе Нацев, на топката со глава натрчи Иван Колев и ја смести во мрежата на немокиот Карчев за водство на Кит Го од 3:0 во 20-та минута. Ето е Марич си така. Марич Колев. Колев е. Еткате. Зdravo. Служимо народу. Која беше името? Во 25-та минута го бележиме првиот удар на гостите од Виница кон голот на Богдановски, откако Гаврилов од далечина сакаше да го изненади домашниот голман, но топката отиде високо над голот. Агилниот Најдов беше фолиран пред казетиот простор на Слога. Слободниот удар го изведе Нацев, топката го проби живиот зид, но внимателен беше Карчов и одбрани.
На спротивната страна беше досуден слободен удар за гостинските играчи. Слободниот удар го изведе Спасевски, кој упати силен удар во кој топката паѓаше по самата пречка, но Богдановски со прекрасна парада успеа да спаси сигурен гол и сврлајќи ја топката со врововите на прстите во корнер. Аплауз од гледачите на трибините и за одличие потег на Спасевски и за уште подобрата одбрана на младиот Богдановски. И кога се очекуваше последниот свириш во првото полувреме на судијата Јаневски, гостите по 10-та страна изведува брза контра и избегна осе стапица, следуваше одлична асистенција, топка за брзоногиот Спасевски, кога се подготуваше да шутира кон голот на Богдановски, стигна Денковски, но направи прекршок врз него. Близу беше судијата Јаневски и сосем оправдано покажа на белата точка, како и жол картон за капитенот Миле Денковски. Ударот од 11 метри го изведе капитенот на слога Стојанче Ѓоргиев. Богдановски го прочита, но ударот беше моште силен и прецизен и го намали водството на Кидго на 3:1. Така, Столе. А тоа тренерот сега не више ме дума. Веднаш по ова судијата Јаневски означи крај на првото полувреме, кое заврши со резултат 3:1 во корист на Кидго. Сегате студент са у мене. Судја, довек црна да носиш. Гледачите кои дојдеа да го проследат овој надпревар не за жалие, беа свидетели на одличен фудбал, зачинет со 4 убави голови. Сигурно во таков ритм ќе се продолжи и во второто полувреме, за што користи ќе бидат сигурно и советите на тренерите Сенев и Ѓоргиев. Во вториот дел се играше воглавно по средината на теренот, со очигледна желба на гостите од Виница за поагресивна игра. Домаќините се искусна екипа и со сигурна и рутинирана игра знаеја кога и како да го нападнат противникот. Најдо се проби по 10-та страна и додаде кон Денковски, но пред него интервенираше Малчев и исвали топката во корнер. Повторно проигруваат Најдов и Денковски, но истрчува голманот на гостите и одбрани. Најдов од околу 30 на метри се реши на шут кон голот на Карчов, но стативата беше сојузик на голманот на гостите, а на одбиената топка натрча Марич, кој шутираше за малку крај голот. На спротивната страна слободен удар за слога, кој го изведе Гаврилов, но Андонов со глава ја растисли оваа ситуација.
Нова контрна слога преку Спасевски, кој додава кон слободниот Трајановски, но стигна да изблокира Андонов и топката стана плен на голманот Богдановски. Се обиде со шут од свртување и Најдов, откако беше проигран од Ташков, но топката отиде високо над голот на слога. Нова добра акција на играчите на Кидго, во која завршниот удар го имаше Ташков, но топката профуче крај голот. Кога ќе завршим 15-20 минути, кога се ослободам, ќе подзвонам. Андрей! Голот на гостите како да висеше во воздух и секој момент се очекуваше промена на резултатот. До тој дојде откако по 10-та страна продре Најдов, упати висока топка кон 60-тикот на слога, а Томи Станоевски со полуволеј ја затрсе мрежата на немакирниот Карчов. Гол за резултат 4:1 во 84-та минута стрелец Томи Станоевски. Патва единашката даде гол. Mesure. Da se ne smende, ma... A banca trčemo. Ale švat, se dva dosine. Aj, aj! Ajde, Andrej, što čeka gol? Замените кои ги направи тренер Сенев со влегувањето на Ташков, Симевски и Димовски донесе свежина и дојде до промена на резултатот. Веќе во следната минута, по долга акција на повеќе играчи на Кидго и по завршната асистенција на Ташков, следи нов гол во мрежата на Карчов. Андреј Симевски шутира од прва и постигнува гол за резултат 5:1 во 85-та минута. Со ова голгетерот Андреј Симевски, кој успешно закапна по оперативниот зафат и повторно им се врати на головите. Bravo, Andrej! Ajde, ti škodim se. Svim dade Andrej gol što vreme, ajde. 40-20. Andrej! Не мога да седа, Арно ми е сега, сега че виси. Rado će velike dva gola, ajde. Кажати, ајде ще два гола и бидеа. Ще две гола ме да дадат. Кажа, ще два гола и Кажачи бидеа. да голи толкова. Немаше, браво си. Махни, махни. Не, то че ми послуша, Аджак, не? Значи им дадат. Не пане ме такси ще идеме. Па ти такси. Виж? Андреј Симевски беше стрелец и на следниот, 6-ти поред гол за Кидго, откако Димовски изведе брза контра по 10-та страна, идеално го пронеде Симевски, кој скоро истата ситуација, како и предмоку, шутира и ја затресе мрежата на Карчов. Со тоа го постави конечниот резултат. Кидго Пекчево слога 1934-та 6:1. Стрелци на головите да повторам поред: Бован Марич, Петар Најдов, Иван Колев, Стојанче Георгиев од пенал, Томи Станоевски сите по еден и Андреј Симевски стрелец на последните два гола. Одличен, фер и мощен коректен надпревар со одлична свирка на судиската тројка од Кочани на чело со Драган Јаневски. Da golo pa. Ajde, završila! Bravo, Andrej! Dosti mi, ajde. Еве ги комплетните резултати од оваа 20-то коло. Кежовица Малеш 4:3, Кидго Пекчево слога 1934 6:1 и Рудар 1947 Овчеполе 0:2. Слободна во ово коло беше екипата на Брегалница Голак од Делчево. Табела: Кидго Пекчево е на првото место со 55 бодови. Кежовица на второто место има 33, трето место Малеш 27, четвртото и петото место го дела Брегалница Голак и Овчеполе со по 25 бодови, но подобра гол разлика има екипата од Делчево.
Шесто место Рудар 1947 со 23 бодови и на седмото место Слога 1934 со 22 бода. Тука бележиме и Зрновка на осмото место која со 1 бод која е исклучена од лигата. Надпреварето следното 21 коло на програмата се во недела 22 април, а камерата на Ирис телевизија ќе биде на градскиот стадион во Берово на вечото дерби на истокот. Надпревар Малеш Китго Пекчево. Драги гледачи, ова беше се за ова репортажа. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно. Правич, ја ти го првото по време, само резултатот да го допишам.